Објектот на Основното училиште Братство Миѓени на спортскиот центар во Тетово денес е побогат со урбана библиотека. По повод Меѓународниот ден на книгата 23 април беше монтирана поставка во која учениците оставаа своја омилена прочитана книга, а имаа можност да изберат некоја од веќе оставените книги. Денеска нашето училиште има чест да ја прими донацијата под наслов "Јас подарив книга", што за нашето училиште представува многу важен настан, бидејќи идејата на самиот проект, односно и сите релевантни фактори кои што не избраа нас како училиште, кои што ни представува чест, е да секој дете прочита книга и ја остави прочитаната книга за да ја прочита неговото другарче. На тој начин нашето училиште го одбележува овој голем светски ден на книгата, односно знаеме дека светскиот ден на книгата 23 април е денот кога Мигел де Сервантес и Вилијам Шекспир се починати на ист датум и во светски рамки се прославува и особено ни е важно овој момент што ќе го одбележиме на овој начин во училиштето. Кога технологијата и компјутерите земат голем замав кај учениците, ќе ги поттикнеме учениците да се вратат на читањето на книги, со кој што ќе се подобрат нивните читачки способности, умствени способности, бидејќи знаеме дека читањето на книгата исто како физичкото воспитување за телото, читањето на книгата е вежба за умот и поттикнување на мисловните процеси кај учениците. Имамо чест ми како училиште од страна на градоначалничка Тетова госпоѓа Теодора Рифи дека нашето училиште е предвидено за мобилен библиотека. Стварно се гордеем на тоа дека кај граѓаните, посебно и кај ученици, ќе се расте свесноста дека го назначивте вие мрдање со прст, стварно ќе го мрднат со прст, свесноста дека книгите ќе стаат и ќе отргнат книгите од тука и верувам дека полека ќе се озголим другата година, мислам че ќе озголемаме ове како библиотека. Сигурно ќе бидете вие сведоци, па и ние сведоци заедно со родители, со наставници, дека нема да ја чепка да ја брнат, дека мислим на тоа дека идемо према свесноста на ученици, на родители, на наставници. Мали библиотеки од денес ќе стојат на две места во средното училиште 7 март и во основното училиште Братство Миѓени. На овој начин ќе се подкрива свесноста на учениците за важноста на читањето книги, но и ќе се разгорува нивната желба да позаимат некоја од книгите и да ја прочитаат. Се работи за еден многу важен настан за нас. Поради фактот дека се случува на Меѓународниот ден на книгата и Меѓународниот ден на авторските права. И ние одбравме да во училиштите дворови да поставиме мобилни библиотеки со цел да книгата биде повеќе пред дофатот на децата, да биде пред очите на учениците, со тоа што да се зголеми и свеста на поголема мерка на читање на книги. Се надевам дека овие активности ќе го зголемат и свеста на читање на книгата од помала најрана возраст и со тоа ќе имаме едно поразвиено општество. И јас подарив книга е наречена акцијата во која денес беа поставени 2 пункта за донирање и размена на книги во Тетово. Настанот го организираше Младинскиот образовен форум Тетово заедно со иницијативата Мрдни со прст и Националниот младински совет на Македонија со цел да се одбележи Меѓународниот ден на книгата 23 април. Целта на самата иницијатива преку јавните библиотеки е секој заинтересиран човек да може да остави своја книга која што има прочитано, а истовремено се остава можност на друг заинтересиран млад човек да ја земе таа книга и истата да ја прочита, а на тоа место да остави друга книга која што тој претходно ја прочитал и може некој друг да ја земе и да ја прочита и повторно да ја врати во јавната библиотека. Целта на самиот настан е поттикнување на читањето на книги помеѓу младите, разменувањето на книги. Иницијативата се спроведува од страна на Младински образовен форум во рамките поддржана е од страна на Националниот младински совет на Македонија во рамките на иницијативата Мрдни со прст, која што има за цел подигнување на јавната свест за различните можности за општествени промени кои се во доменот на секој поединец, како и да се понудат идеи и можности за придонес кон специфични активности во рамките на заедницата во кои граѓаните може да се вклучат поединечно и колективно. На настанот се делеа и флаери со мотивирачки пораки од познати писатели за тоа колку книгата е важна.